Предлог измените на Законот за безбедност во сообраќајот, со кој меѓу другото се регулира и начинот на користење на електрични тротинети во држава, се ставени веќе во собраниската процедура. Имате ли некои сознанија како оваа материја е регулирана во низ различни држави во Европа и дали постои унифицирање на оваа материја? Па за сега нема унифициран закон и начин како се регулира користењето на електричните тротинети во европските земји, но и во земјите во светот. За сега, бидејќи тоа е една нова технологија и тоа се, да кажеме, нови превозни средства кои изминативе години се појавија, значи многу ново технолошко превозно средство. Европската унија се уште нема унифициран закон, меѓутоа одредени држави од Европската унија во недостиг на тој унифициран закон спроведоа своји законски мерки. Една од малку умината и ретките држави и Македонија, значи покрај Франција, мислам дека Велика Британија и Србија, ние сме четвртите кои во европските земји го регулираат употребата, регулираат законската употреба на електричните тротинети, така да во недостиг на тоа, нели сите имаме различит некој пристап, треба да се знае дека според нашите законски одредби, што и самата кажа дека е во собраниска процедура законот, но се уште не е стапен на сила, бидејќи треба да помине во собрание, па да биде објавен во службен весник, па тогаш ќе стане закон. Но во предлог законот, кој е доставен до собранието, предвидено е лице кое може да управува со електричен тротинет да има најмалку 14 години, че старосната граница е 14 години. Потоа регулирано е начинот каде може да се управува електричниот тротинет. Тоа е по велосипедските патеки и во недостиг на велосипедските патеки по тротоар. Тука исто така е регулирана и брзината, значи по велосипедските патеки електричниот тротинет може да се вози 25 км на час, додека по пешачките патеки најмногу 6 км на час. Исто така има регулатива и околу задолжително носење на флуоресцентни елеци во ноќните часови, да има светла напред и назад на тротинетот, а како и за велосипедите, така и за тротинетите се препорачува користење на заштитна кацига, значи не е задолжително, но се препорачува бидејќи превозното средство е така да многу малку фали човекот кој го управува тој електричен тротинет да се повреди. Од каде се црпени решенија за регулирање на користење на електрични тротинети? Па решенијата се црпат врз основа на праксата што во даден момент Републички сојуз за безбедност со сообраќајот како советодавно тело изготви, да кажеме, студија каде што се беше увидено што се и како се движи електричниот тротинет, кои се потребите, кои се обврските, кои се привилегиите на едно такво ново превозно средство. Јас повторно ќе кажам, електричниот тротинет е ново превозно средство и сега полека на ниво на свет да некој начин се прават законските решенија кои би биле најпрактични за употреба на електричниот тротинет и пред се за безбедноста во сообраќајот. Сметате ли дека со овие предлог измените конечно ќе се стави во ред, ќе се уреди начинот на кој што се возат електрични тротинети во земјава, односно дали со овие казнени мерки кои што се предвидени конечно ќе се стави во ред некоја сообраќајна култура во државава? Па сообраќајната култура за жал не може со закон да се донесе, не може со закон да се уреди. Сообраќајната култура е културата на еден народ и на свеста. Значи ние треба и како Републички сојуз за безбедност сообраќајот преку едукативни кампањи, преку реклами, преку билборди се обидуваме да подигнеме сообраќајната култура. Сите ние треба свој пред се дома да ја увидиме нашата сообраќајна култура и да ја подигнеме свеста. Значи треба да се знае дека каде треба да се користи превозното средство, во конкретниот случај електричниот тротинет. Значи ако законските измени кажуваат дека не смееш повеќе од побрзо 6 км на час да возиш, треба да го почитуваш тоа. Тоа е таа сообраќајна култура. Кога сите ние би ја подигнале нашата свест и би имале некоја сообраќајна култура, ќе има и многу помалку и настрадани и прекршоци во сообраќајот. Знаеме дека досега возење на електрични тротинети не беше регулирано кај нас. Како тоа влијаеше во Скопје поконкретно?
Па во Скопје за среќа статистиката кажува дека немаше некој сериозен инцидент или нели настрадани во некакви сообраќајни незгоди со електричните тротинети. Евидентирани се неколку случаи, мислам дека 6 или 7, каде што ниту еден од тие инциденти не е при некој сообраќајни инциденти судир, туку врз основа на она возење на, бидејќи нели тротинетите се сепак нестабилни, па се имаат неколку инциденти каде што се имаат полесно повредени управувачите на тротинети, но никогаш не е доцна. Поради тоа и во право време доаѓа оваа законска регулатива предложена од Министерството за внатрешни работи и пред се Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, каде што сега точно знаеме каде треба да се управува електричниот тротинет, колку може брзо да вози, што све треба да има на него и кој, односно старосната граница на управувачите на електричните тротинети. Како вие како Републички совет за безбедност во сообраќајот ќе ги мотивирате граѓаните повеќе да почнат да користат електрични тротинети? Па ние како совета можеме да укажеме на корисноста на користењето на електричните тротинети, повторно ќе кажам, брзо движење, побрзо комуникација и движење, потоа немање на бучава, незагадување на воздухот, но како совет сигурно нема да ги пропагираме електричните тротинети или велосипедите или автомобилите. Ние како совет имаме советодавна улога, повторно ќе кажам, но имаме и низа на кампањи, едукации, уште од најмали нозе ги учиме децата и возрастните им укажуваме на тоа што треба да прават во сообраќајот, се со цел да имаме многу побезбеден сообраќај од што го имаме сега, бидејќи јас секогаш ќе потсетам сообраќајот, никој не е од нас имун на последиците од сообраќајот, сите не учествуваме во сообраќајот и доколку нечиво невнимание може нас да ни го загрози животот.